Здраво, дечки, само да објаснам некои кратки работи со користењето на волетите. Например, тоа што го кажав за да примите пари. Пример, сакате да примите USDT на еве ќе кажам на Ethereum Mainnet. Значи, ваму ја копирате овие адресата, а вие можете отидете исто Receive Tokens и потоа да ископирате од ваму. Како што видите ваму, еве јас сум моментално на мојот Binance, одам Accounts, одам Spot, одам го бирам нели токенот кој сакам да го пратам, одам Withdraw, тука ја песнувам адресата и тука треба да селектирам мрежа, затоа што мрежата е Ethereum мрежа. Ја се извинувам, тоа не било MetaMask. Затоа што е Ethereum мрежа, еве го, Ethereum Mainnet. Ethereum Mainnet, јас треба тука да одберам Ethereum. Значи, гледате, Ethereum ERC20 ETH. Оваа мрежа ја одбирам, ставам колкав амаунт сакам да пратам и одам Withdraw. Гледате, и затоа што Ethereum мрежата зима преголема провизија, од $23 ќе ми стигнат $16. И правам нели нормално Withdraw и понатака ќе треба пополнам нели некои информации затоа што не се праќаат одма токените. Доколку сакам пример да пратам USDT на BNB мрежата, исто ја копирам адресата. Ја се извинувам. Ја песнувам адресата ваму. И тука бирам BNB мрежа. Каде е BNB мрежа? Еве. BNB мрежата, да знаете дека е BSC, Binance Smart Contract, мислам дека беше. Не, Binance Smart Chain, ја се извинувам, BNB Smart Chain или BEP20. Ја кликате мрежата, одите Withdraw, ги праќате парите. Гледате, овдека дури затоа што Binance Smart Chain е директно на Binance, доколку праќате од Binance на кое било друго место на BEP20, Binance нема ви земе провизија. Гледате, истите пари ги добивате. Или одите Withdraw и понатака извршувате процедурата. Понатака исто ако сакате да примите на Solana. Пример, одите, ја копирате оваа адреса или одите, за да ви биде на вас појасно, одите ваму Receive, ја копирате оваа адреса и ја песнувате ваму. И сега, гледате, doesn't match, дури и самиот Binance има некоја заштита и препознава некои адреси кои дека таа адреса не е под BNB Smart Chain. И гледате, ви дозволува само Solana. Нормално вие тоа ќе внимавате и секогаш ќе селектирате примерно доколку идете од Solflare, од Solana Wallet за Solana блокчейнот, ја бирате Solana, одите ОК, идете максимум, гледате на Solana мрежа ќе ми земе $2 за да префрлите пари. И не е нормално, идете Withdraw и понатака ја завршувате самата процедура. Еве исто така да провериме и за Cardano. Само да се лодира. Еве, гледате, тука идеме Receive, одиме Copy to Clipboard, се враќаме, нели, доколку користите Binance, одам селектирам ваму и треба да одберам Cardano мрежата, но гледате USDT не можам да пратам директно на Cardano мрежата. Гледате, не е поддржано. Затоа, за да префрлам одредени токени или коини на Cardano мрежата, ќе морам да префрлам ADA. Тоест, ќе треба овие $23 или вашата сума која вие ја имате, да ја истредате нели на spot trading на Binance. Нели, пример, сега ќе земеме. Што се деси само?
Ке земем, еве јас сакам да тредам ADA USDT, одам јада ADA USDT, ставам нели одредена цена која сакам. Еве ја сакам по маркет цена да купам, не сакам ја да ставам цена. Примерно ставам 20 долари и одам ба јада и ќе купам одредена количина на ADA која сакам да пратам на Cardano мрежата. Потоа, како што кажав, само момент. Одам на спот, тука барам нормално Cardano, само да го најдам. Аха, Cardano ADA, одам на ADA, одам пример Midrow, тука ја песнувам адресата од мојот Yoroi Wallet, или каде што отидов ваму Receive, гледате отидов Receive, ваму песнувам ADA и гледате Auto Matched ми прави самиот Binance. Значи, до толку усовршен Binance да некојаш и ве штити да не одберете погрешна мрежа. Затоа што ви кажам, кога одберете погрешна мрежа, а видите wallet од друга мрежа, ги губите парите. Едноставно после повраток нема. Гледате, да бирам, пример, нели одам, ако сакам пример 200 ADA да пратам, ќе ми пристигне 199,20, одам Withdraw, ја завршувам процедурата и тоа е тоа. Тоа се работите кои сакав да ги објаснам со Wallet, со користење на Wallet. Фала ви и поздрав!